Најави за денешните настани. Во тек е втората постапка за враќање на украдените икони пронајдени во Тирана. 81 година од формирањето на 6-та народно-ослободителна бригада и 33 години од формирањето на 6-та пешадиска бригада. Одбележани 16 години од несреќата на бродот Илинден. Кампања на клубот на млади при Црвен крст Охрид за регрутација на нови волонтери. Флорида ќе ги укине сите задолжителни вакцини за деца. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме ветровито и сончево време со максимална дневна температура 28 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе превладува претежно ведро и свежо време. Во сабота во централна, северна, североисточна, како и делови од источна Европа, под влијание на циклон, чиј центар ќе се наоѓа на централна Европа, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со порени врнежи и појава на невреме. Во останатите делови од Европа ќе превладува стабилно време со сончеви периоди и релативно топло за овој период од годината. Особено топло време се очекува во јужните предели на Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Утре во поголем дел од Балканскиот полуостров ќе превладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. Локално во северните и источните предели со зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 25 до 33 степени. Во Македонија во сабота, по свежото утро и утрински температури кои што ќе бидат во опаѓање и ќе се движат во интервал од 7 до 17 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер со брзина до 25 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 24 до 35 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 11 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 28 степени. Во недела и понеделник во Охрид ќе превладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Утринските температури од 13, односно 12 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 28, односно до 29 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 16 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 29 степени Целзиусови. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби.
бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Земјава се обидува да ги врати 36 украдени икони од македонските цркви пронајдени во Тирана. По првата успешна постапка кога од Албанија беа вратени 20 идентификувани икони, тече втората. Вратените икони се во процес на конзервација. Во тек е постапка за враќање на 36 украдени икони од земјава пронајдени во Албанија. По првата успешна реституција, кога беа вратени 20 икони, тече втора. За иконите кои албанската полиција ги заплени во април 2022 година во Тирана, станува збор за непроценливо културно-историско богатство, кое земјава прави напори да го врати дома. Еден дел од тие икони кои беа однесени пред 20 на години, дел се вратени, а дел допрва треба да ги вратиме, значи тоа е се тековно, процедурата е отворена и мислам дека за скоро време и тоа ќе го завршиме. Од истражувачкиот центар велат досега само во депото на Тирана се идентификувани 56 икони во собственост на земјава, но не е направен увид во депоата во другите албански градови. Не ни е достапно депото у Бера, депото у Корча. Она што успеавме да видиме во Тирана, овие резултати од Тирана се, нели? Сега да видиме ако и таму можеме да најдеме, бидејќи тие икони кои се откриени од властите во Албанија, тие се дислоцирани на неколку локалитети и допрва нам ни престојат истражување во смисла на идентификација на она што може да биде икона од Македонија. 20-тината вредни икони однесени од црквите во селата Радожда, Буринец и Селце, вратени во земјава, денес се во процес на конзервација. Нема да ги красат црквите, туку ќе се чуваат во депото на Музеј Македонија. Од 2008 до 2013 година беа украдени стотици вредни икони, претежно од Стушко-Демарскиот и Реканскиот регион во југозападна Македонија. Во куќата на Робевци вчера беше отворена изложбата Виртуелно патување низ пештерските цркви во Охридскиот регион. Изложбата представува значаен чекор во приближувањето на културното наследство до јавноста, преку употреба на современа технологија. Во куќата на Робевци вчера беше отворена изложбата Виртуелно патување низ пештерските цркви во Охридскиот регион. Посетителите имаат можност со едноставно скенирање на QR код да пристапат до 360 степени панорамски фотографии и да доживеат уникатно виртуелно патување низ внатрешноста на 8 пештерски цркви од Охридско-Струшкиот регион. Во подготовката на проектот биле спроведени теренски истражувања и фотодокументација на сакралните објекти, а изработен и стручен извештај за нивната моментална состојба од страна на конзерватор при Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид.
Со оваа иницијатива не само што се обезбедува современ и иновативен начин за нивно представување, туку се создава и важна дигитална архива за нивна иднина, заштита и промоција. Изложбата е посветена на Гоце Ангеличин Жура, основоположник на истражувањата на пештерските цркви и монашките келии во Охридско-Преспанскиот регион, чиј придонес е од непроценливо значење за зачувувањето и научното проучување на ова културно наследство. Преку вакви проекти, дигитализацијата станува мост помеѓу минатото и иднината, овозможувајќи поширока достапност, едукација и почит кон богатата духовна и културна традиција на регионот, велат од регионалниот зелен центар. Проектот е финансиран од Министерството за култура и туризам. Вокално-инструменталниот состав Билјана од Охрид 16 години чувар на Староградскиот Мелос. Важат за достојни наследници на охридските трубадури и креатори на охридската визита, која не е само музика, туку и сценографија и комплетна приказна. Оваа приказна се роди како настан во чест на 60 години од формирањето на ансамблот од страна на Кузман Поп Стефанија. Четвртата трубадурска генерација, вокално-инструменталниот состав Билјана од Охрид одбележува 16 години од своето формирање и постоење. Тие се чувари на Староградскиот Мелос. Ја негуваат, шират и всадуваат љубовта кон музичката традиција. Важат за достојни наследници на охридските трубадури и креатори на охридската визита, која не е само музика, туку и сценографија и комплетна приказна. Охридската визита се роди пред 13 години, како настан во чест на 60 години од формирањето на ансамблот од страна на Кузман Поп Стефанија и континуирано се одржува до денес за зачувување на духот на охридската староградска песна. И самиот настан Охридска визита така започна. Ние првиот концерт го направивме на плажата Сараиште, како мала малска приредба по повод 60 години од формирањето на ансамблот и прерасна во една традиција што се надевам дека уште многу долго ќе трае. Тоа е целта да правиме концерти на специфични локации што се, да речам, некој белек на Охрид. Повеќе од 7 децении низ охридските сокаци одекнуваат звуците на староградската песна од познатиот ансамбл Билјана, легендарните мелодии за убавиците Деспина, Фросина, Антица и уште безброј други песни истргани од душата на народот, денес се важен дел од македонската култура и историја, чувар на нашиот идентитет. Годишнината од формирањето на ансамблот, творец на Староградскиот Мелос, е врзана со државниот празник 8 септември, така редовно се одбележува како Охридска визита. Не е случајно се вика настанат Охридска визита. Најблиску сакаме да доловиме како порано изгледала една Охридска визита. Групата која ги негувала староградските песни била составена од непрофесионални музичари кои свиреле како влюбени во музиката. Денес оваа традиција верно ја продолжуваат млади и талентирани луѓе, доктори, информатичари и инженери, но во душа врвни музичари. Сите сме со различни професии, кој работи програмер, кој работи доктор. Музиката е она што не спојува и што не држи заедно, да речам. Па имавме доста настапи. Нормално, како и секоја сезона, во летниот период сме повеќе ангажирани и можам да кажам дека сум задоволен. Радува тоа што веќе и помладата генерација ја препознава и стака староградската музика. Се повеќе млади луѓе се дел од овие концерти, а има интерес и кај талентираните да ја отсвират и отпеат. 81 година од формирањето на 6-та народно-ослободителна бригада и 33 години од формирањето на 6-та пешадиска бригада. На пригодна свеченост во поранешната касарна во Охрид беше одбележана 81 годишнината од формирањето на 6-та народно-ослободителна бригада и 33 годишнината од формирањето на 6-та пешадиска бригада на армијата на Република Македонија.
Формирањето на 6-та Народно-ослободителна бригада представува круна на народно-ослободителното движење во регионот, оттаму што означува формирање едно национално тело за борба против фашизмот, рече градоначалникот Кирил Пецаков во обраќањето пред присутните, поранешни армиски генерали во пензија, председатели на воените ветерани и резервисти, Сојузот на борци од Охрид, представници на СВР Охрид, како и на повеќе актуелни и поранешни припадници на единицата. Зборувајќи за овие два значајни датуми од 1944 и 1992 година, уште еднаш подсетуваме дека без почит кон минатото ниту има просперитет на сегашност, ниту ќе има подобра иднина. Секоја генерација има своја борба и свој стремеж. Нашиот е насочен кон подобар и подостоинствен живот, со цел оваа наша земја да биде заеднички дом на сите граѓани кои својата иднина и иднината на нашите поколенија ја гледаат во демократска, модерна и европска Македонија, рече меѓу другото градоначалникот Пецаков. За развојниот и борбениот пат на 6-та пешадиска бригада зборуваше полковникот во пензија и председател на Сдруженијето на ветерани и резервисти од одбраната и безбедноста на Република Македонија, Огранок Охрид, Добре Велјановски. Ние ветераните правиме се минатото да не се заборави. Низ Дебрца направивме повеќе спомен објекти, а овде во касарната направивме спомен соба во чест на нашата прославена бригада, рече Велјановски. Пред построените припадници и почитувачи на 6-та бригада се обрати и председателот на Сојузот на борци од Охрид Гоце Георгиевски. Делегација на Сдруженијето на ветераните и резервисти од одбраната и безбедноста положи свежо цвеќе на вечното почивалиште на првиот командант на гарнизонот на АРМ во Охрид, полковникот Јосип Хајба. За посебен придонес во формирањето на бригадата во 2023 година доделени беа благодарници постхумно на првиот командант на гарнизонот на АРМ во Охрид, полковникот Јосип Хајба, на тогашниот заменик на командантот, полковник во пензија Павле Момировски, како и на градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков за искажаната помош и поддршка за отварањето на спомен собата на 6-та Македонска народно-ослободителна бригада, лоцирана во Охридската касарна. Одбележани 16 години од несреќата на бродот Илинден. Делегација на општина Охрид, предводена од заменик градоначалничката Ана Крстеска, денеска положи свежо цвеќе на спомен обележјето Солзана Роза по повод 16 години од несреќата на бродот Илинден, во која загинаа 15 бугарски туристи. Свежо цвеќе на меморијалниот споменик положија и делегацијата на бугарската амбасада во Скопје, представници на бугарскиот конзулат во Битола, капетанијата на пристаништата и граѓански здруженија. Несреќата се случи на 5 септември 2009 година во 10 часот и 30 минути на околу 250 метри оддалеченост од брегот на Охридското езеро, кај автокампот Елешец. Бродот Илинден превезуваше 57 патници на релација од Охрид до Светинаум. Летна школа одржлив и културен туризам, академска можност од 7 до 13 септември на Факултетот за туризам и угостителство Охрид. Европската универзитетска алијанса Колорс и Факултетот за туризам и угостителство Охрид ја најавуваат летната школа Одржлив и културен туризам, која ќе се одржи во периодот од 7 до 13 септември. Школата представува одлична едукативна и искуствена можност за студенти и професионалци од повеќе научни области: туризам, угостителство, економија, заштита на животната средина, екологија и друго. Студенти од цела Европа ќе имаат можност да ги истражуваат односите помеѓу одржливиот туризам и зачувувањето на културното наследство. Учесниците ќе присуствуваат на низа интензивни академски сесии, практични работилници и предавања со фокус на современи трендови, иновации и предизвици во секторот. Покрај тематски предавања од експерти во областа и интерактивни работилници, студентите ќе имаат можност за поврзување и вмрежување со други студенти и професионалци од различни земји. Секој учесник ќе добие сертификат за успешно завршената летна школа. Клубот на млади при Црвен крст Охрид во периодот од 1 септември до 7 октомври ќе реализира кампања за регрутација на нови волонтери под мотото Млади за Охрид. Главната цел на оваа кампања е регрутација на нови млади волонтери кои ќе се приклучат кон активностите на Клубот на млади. Кампањата ќе биде насочена кон мотивирање на младите да станат дел од семејството на Црвен крст Охрид, преку создавање можности за дружба, нови пријателства и забава, истовремено градејќи чувство за хуманост и општествена одговорност.
Со успешно реализирање на кампањата Млади за Охрид, клубот на млади при Црвен крст Охрид уште еднаш ќе ја потврди својата посветеност во насочување на младите кон волонтерството, солидарноста и активното граѓанство. Промоција на фотомонографијата Свето таинство на уметникот и фотограф Зоран Летра во лапидариумот во вторник 9 септември во 12 часот. Во уметничката фотомонографија се поместени 90 фотографии со мотиви од Охрид и 9 текстови од еминентни уметници, професори и истражувачи. Во ова единствено дело кое зборува со јазикот на тишината, секоја слика е нешто свето, а секој кадар одразува хармонија. Свето таинство е во издание на Општина Охрид, а ќе биде промовирано од охридскиот поет Славе Ѓорѓо Димовски. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.